Добар ден и од мене започува на новото издание на емисијата 0+ месеци на телевизија Телма. Како се гради самодовербата кај децата е прашање кое што го засега секој родител. Високиот степен на самодоверба е нешто што сака да го постигнат сите родители кај своето дете, но тоа не се развива преку ноќ. Чувството за самовредност и позитивната слика за себе се гради во детството, а потоа се развива во текот на целиот живот. Како изгледа дете со висока самодоверба, а како со ниска? На сето ова и многу повеќе денеска ќе добиете одговори од господја Наде Молеровиќ и доктор Жарко Костич, мотивацијски говорници за деца и млади. Добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдовме. Добро. Кога зборуваме за дете со висока самодоверба, како можеме да го препознаеме? Како изгледа? Како се манифестира позитивната слика за себе? Кога ме прашувате веќе за децата, едно дете кое што има висока самодоверба, потикнато од дома, развиена нормално од дома првично како семејство, тоа изгледа весело, ведро, расположено, секогаш е оптимистично, доаѓа секогаш со предизвик ги прифаќа сите нови дадени ситуации во кои што се наоѓа. Лесно склопува пријателство, зборува јасно и гласно ги искажува своите ставови. Тоа е првичната слика за дете кое што има една убава и фина, јасно изградена самодоверба. А како изгледаат децата со ниска самодоверба во споредба со оние со висока самодоверба? Па ајде да го кажеме тоа спротивното од Наде што би го кажала. Ја би сакал да кажам дека фактички, ако мислам дека децата и поголемиот број од нив, ако не и па не знам дали кажам скоро сите, веќе имаат самодовербата. Ако видиме дадени деца ќе ги прашате кога се помали, ти си добар? Да, добар сум. Убава си? Да, убава сум. Вреден си? Вредна сум. И како продолжува животот, она што се случува околината, некош се како не сакајки, ненамерно знаеме да дадеме инвалидизации, критики, но она што се случува е дека сите тие зборови умот ги снима, умот е една пластична маса каде што се вбризгуваат сите тие работи кои што околината ги кажува за нас. Пак имате една инвалидизација на детето, пуште една инвалидизација на детето, пуште една инвалидизација. И како поминуваат годините, одеднаш ќе видите на некоја можеби девојка ќе даете комплимент, додека што го изгледаш, ама не гледа каква ми е фризура. Не може и одеднаш ќе почнуваат да се јавуваат само инвалидизирачки мисли. Значи, мисли умот кој што веќе си ги немал како помал, но како тече времето и поради збирот на инвалидизациите кои што околината ни ги наметнува, после даден временски период самите почнуваме да се инвалидизираме. Но ако го заприметиме детето кога е помало, фактички тоа воопшто не го прави. Оно знае дека е добро, знае дека е убаво, знае дека е вредно. И како за жал тече животот и како бремето од животот, сите нас повозрастните не товари, едноставно проблемите, начинот на кој што некојаш сме нервозни, лути, едноставно не мислиме точно што ќе кажеме во даден момент. За жал тоа оди во умот на детето и тоа почнува да го сними, едноставно го чува и во даден момент му се реактивира и самиот почнува да се инвалидизира себе си. Се чувствували родителите не сакајки да уништат самодовербата на детето? Па за жал, знаете, Марија, секогаш нели велиме дека се потекнува од домот, од семејството, тоа е првично генерално научно докажано дека тоа е така. Многу е важно да родителите прво бидат сами како родители свесни и со висока самодоверба во своето познавање и знаење што тие сакаат да постигнат кај сопственото дете. Ако тие пред детето демонстрираат сопствена самодоверба, високо изградена самодоверба, која што ќе се рефлектира во секојдневното однесување, начинот на комуникација со детето, тоа не би било проблем. Значи, децата треба постојано да се охрабруваат. Не велиме да се охрабруваат, да се пофалуваат, не да се критизираат. Секогаш треба да се укажува, знаете, ако нешто добро направило, тоа треба да се награди со убав збор. Не преферираме материјално, затоа што материјалното, знаете, доаѓа како подмитување. И на таков начин можеме да постигнеме само еден негативен ефект, да ги научиме децата дека треба секогаш кога нешто ќе направат, нешто материјално треба да добијат. Треба да се точно потенцира каде, во кој сегмент, ако нешто изработиле, да речеме ако се работи за некој цртеж, каде што има некаков си пејзаж, кој дел од пејзажот најдобро го направил, тоа треба да се охрабри и да се каже. Меѓутоа, исто родителите, за да успеат кај своите деца да развиваат чувство на самодоверба, значи да им го дадат, што велиме ние, пасошот за животот кој што се вика, за патувањето кој што се вика живот, токму потекнуваат самодоверба. Од неа ќе зависи дали ќе успее, нема да успее така натаму. Затоа е многу добро и им сугерираме или на некој начин кажуваме од искуство на луѓето дека е многу добро родителите уште од мали нозе децата да ги поттикнуваат на позитивните афирмации за себе. Во смисол во што сум јас добар, во што најдобро правам, што најубаво постигнувам, какво е моето чувство кога тоа добро го правам. И тоа постојано да се негува како една навика, да ги согледува само добрите работи за себе.
Понекога се случува децата навидум да имаат висока самодоверба, особено тоа се забележува кај девојчињата. На прв поглед изгледа дека имаат висока самодоверба, но всушност се тие многу несигурни во себе. Родителите како може да детектираат една ваква ситуација, како да постапат во таков случај? Во животот сите имаме некојаш кога ќе излеземе надвор некоја ајде да кажем социјална маска, така некојаш кога ќе излеземе надвор и ставаме некој лик кој што можеби не соодветствува со емоцијата која што ги имаме во моментот, но поради тоа што сме на работно место, поради тоа што сме некаде едноставно социјално неприфатливо е да го еманираме тоа што можеби во моментот го чувствуваме. Но секако дека е многу битно да вистински да го чувствуваме и да го еманираме тоа што стварно сме. И она што ќе го кажам сега се однесува за сите луѓе, не само за децата. Да се надоврзам и на Наде од претходно, само сакав да докажам дека знаете колку е битно да му даеме потврда на детето за нештото што ќе го направи добро. Поради тоа што на се што ќе му даете внимание, тоа се зголемува. Колку повеќе наоѓаме и даваме внимание на негативните работи, тие ги зголемуваме. Како што е цвеќето, како што е се што е живо, колку повеќе му давате внимание, повеќе живот му давате. И се можеме да даеме живот на негативното или можеме да даеме живот на позитивното. Колку повеќе се фиксираме на негативните работи, толку повеќе негативностите се зголемуваат. Колку повеќе се фиксираме и даваме внимание на позитивните работи, толку повеќе позитивните работи се фиксираат. И ова што ќе го кажам се надоврзува и на првото прашање како се препознаваат луѓето кои што имаат висока сигурност и самодоверба. Едноставно човекот сака дискусии. Видите, во основа на самодовербата е да бидеш. А да бидеш е поврзано со простор. Колку повеќе можам да го окупирам и заземам просторот во кој што сум. Кога ќе видите некој човек кој што има висока сигурност и самодоверба, тој го поседува просторот каде што е. Има волност да комуницира, има волност да поставува прашање, е љубопитен и е вклучен во животот. Секако како таа се намало се повлекуваме од просторот, се повлекуваме од животот, а тоа е поврзано со можеби на самиот почеток. Знаете, кога сме помлади, сакаме се дискусиме, сакаме да допреме, посегаме по работите. Не сакајки, некогаш повозрастните сме пониско со емоциите, колку што се децата имаат огромен квантитет на енергија и на позитивни емоции. Некогаш тоа не вознемирува, ќе дојдат дома, ќе фатат се, сакаат дискусат се, одеднаш имате од другата страна, ама не фаќај тоа, немој се тоа, што мајка бараш сега таму идеш, чекај сега, еднаш стоп. Колку повеќе ги стопираме луѓето, толку повеќе им го кратиме просторот, толку повеќе им кратиме одговорноста, толку помалку посега, толку помалку сака дискусија, толку помалку ќе комуницираат. Така да начинот како да намалиме самодовербата е на тој начин. Знам дека не е некогаш лесно, но висока толеранција за помладите и за високите емоции и едноставно убавото чувство дека нашето дете е такво и треба да му дадеме награда и потвора за тоа, не едноставно треба да се контролираме и ние во даден момент, затоа што нашите емоции може да бидат негативни, па едноставно да не примора да го спуштиме, но треба да внимаваме на тоа поради тоа што тоа носи негативни. Треба да внимаваме на зборовите, зборовите се многу важни, да децата силно влијаат. Како да се формулираат одредени работи, да речеме наместо не сум доволно паметна за тоа, што треба да си речат? Па треба да кажа дека јас ќе се обидам да го направам тоа. Ќе се обидам да го направам колку што можам најдобро. Значи никогаш да нема негативна афирмација, туку секогаш да се бара од секој обид неуспешен за нешто да се постигне, да се направи, да се побара на кој начин можеме подобро да направиме. Јас често зборувам и се согласувам ова со Жарко. Знаете што ние со децата, јас бидејќи во пракса можам тоа нели да го гледам и го гледам секојдневно со моите ученици и кога сум била наставнички и така натаму. Знаете како, ние кај децата уште тие очекуваат од нас да добијат охрабрување и да добијат аплауз за тоа што го прават, зашто сите ние сакаме аплаузи, ние сите сакаме за тоа што го работиме некаква потврда дека добро сме го сработиле, како возрастни. Замислете како тоа им значи, им звучи на децата. Значи, ако децата доаѓаат на училиште, нивната цел е да научат. Наставниците се одговорни како низ процесот на учење ќе го мотивираат детето да продолжи да учи, иако некакви задачи можеби не успел да ги направи онака какви што биле очекувањата на наставникот. Меѓутоа тоа не значи дека од позиција на мок или на авторитет наставникот или родителот треба секогаш да им укажува дека тоа што тие се обидуваат да го прават и направат најдобро, дека прават грешки. Всушност, поимот грешки јас не сакам да го користам и често го избегнувам. Дури на моите деца им велам вака, на учениците им велам, деца, грешете. Тоа е нормално и треба да се греши. Имаат страф од грешките. И од кога, како што рече Жаре преска, знаете, кој ќе му вика родител,
кажало, немојте тоа ќе го направиш. А ти не можеш тоа го направиш. Па сакало детето да прави палачинки, па вие му викате, не можеш ти, тоа си мал. Знаете, целото време ти не можеш, ти не умееш, мал си. Така натаму тоа се нешто што кај него ќе создаде на сликата дека тој е безпомошен, дека тој е некорисен. Тоа води кон патот на создавање на помала и ниска самодоверба. Наспроти тоа, треба напротив да се охрабруваат и постојано да се гледа позитивното нешто. И кога ќе го оценат наставниците детето, никогаш да не оценуваат зошто грешеле. Напротив, што е тоа што го постигнале, а секој дете постигнува добро. Секој дете има нешто што постигна одлично, можеби не математика, ама има, да речеме, ликовно, било што, секој е талент на својот начин. Умешноста на возрастниот, на наставникот е токму тоа да успее да го најде на доброто, за да му ги даде, што велиме ние, крилјата, ветерот во грбот, за да може да продолжи да се истражува себе си, дека и да греши, тоа се лекции за да има убав, нели, успешен живот. Баш така, поради тоа што колку повеќе се плашиме да не сгрешиме, толку повеќе грешки правиме во животот. Колку пати сме се нашли во некоја средина која што не е толерантна за грешки, едноставно си стегнат. И во моментот кога не сакаш да грешиш, тоа е моментот кога грешиш. Кога имаш слобода да грешиш, кога имаш толеранција од другата страна, воопшто не мислиш на грешката и поради тоа и не грешиш. И она што го кажа баш за зборовите, умот не подразбира зборот не. Ако кажеме се на гледачите, не мислете на розев слон. Не мислете на розев слон. Немојте апсолутно да мислите на розев слон. Розевиот слон е тоа што ќе се појави во нашиот ум. Поради тоа што се повеќе колку немој тоа, тоа фактички го фиксираме на човекот да направи. И како што кажа Наде, можеме да го насочиме умот на нешто што е позитивно и креативно, нешто што инспирира. Едноставно да им дадеме потврда на нивните соништа. Колку често децата се несериозни го гледат животот како игра и како старееме, ние стануваме сериозни. Животот станува напнат, станува тежок, станува под присила. Едноставно треба да ги почитуваме нив и да сватиме дека можеби и они имаат поисправна точка на гледиште дека животот е навистина игра. Некогаш сакаме да мислиме дека ако не сме сериозни, не сме одговорни, но не е точно. Може животот да биде многу убав на ниво на игра, несериозен, ноншалантен, забавен и мислам дека тоа е вистинскиот начин како животот треба се живее. Родителите имат преголеми очекувања за своите деца, најчесто е така, ги обременуваат со многу барања. Во таков свет живееме, впрочем. Се случува дури да ги споредуваат со соучениците, со нивните врсници. Види што направи тој, ти не успеа во тоа, потруди се повеќе. Ајде ти таков успех да постигнеш. Дали на таков начин се руши самодовербата всушност или пак може да се поттикне детето да развие самодоверба? Што е правилно, што е погрешно во овој пристап? Знаете што една од елементите на уништување на самодоверба кај децата е токму правењето на споредба со другите деца. Ние знаеме дека секоја личност е посебна и различна, единствена и уникатна и дека има апсолутно секој еднаква вредност. Споредувањето со најблиските, родителите најчесто ја прават таа грешка и тука мора да се внимава. Исто како и наставниците во оделението. Значи дома не би требало, не се препорачува да правите разлика од едното, ова е поубаво знае. Јас сум била сведок на пример на јавни комуникации меѓу деца кои се слушаат и гледат, иако ви мислите дека дете од 4 години не разбира, тоа себе разбира што зборувате. Братчето негово беше подобро во негово возраст, па правеше така, па тоа се впива. Знаете, тоа се е навистина што вели Жарко со неговиот жаргон инвалидизација на децата, што тоа предпоставува однапред, знаете, чувство на непријатност, на нелагодност, на помала вредност. Ранливи се, чувствителни се децата. Тие тоа го доживуваат многу емотивно. И не е во ред, и не е фер на таков начин. Значи, секој дете треба да се третира како еднакво и вредно и потенцијално, дека тоа толку може многу да даде од себе, само доколку ние го најдеме вистинскиот начин како. Споредбата со другите деца е апсолутно погрешен метод. Ниту наставниците би требало да си дозволат на часовите да ги споредуваат ти си таков, ти си оваков, затоа што тогаш децата нема да зборуваат јавно. А ние ги охрабруваме да зборуваат јавно, да си го кажат своето мислење. Ако дома родителите го ценат неговото мислење, го прашуваат што мислиш ти за твојата соба, каква боја да направиме, што мислиш за твојата облика. Ако на таков начин се води комуникација, ама посветено, знаете што, не да седите на телефонот и чисто што сакаш да обучиш, детето цени колку вие вистинско внимание сте му посветиле и со тоа му докажувате дека го цените, а тоа негово
нели покажување дека вие го цените како личност, ви возврќа со апсолутно иста почит кон вас како родител и се однесува исто така и за наставниците. Се оди со една взаимна почит и разбирање во смисол дека секој може и умее и треба да го даде најдоброто, доколку вие како возрастен тоа умеете да го направите на вистински начин. Така, дали потоа децата продолжуваат и самите да се споредуваат со останатите доколку имаат, да речеме, родителите и наставниците ваков пристап? Дали тоа се провлекува потоа во животот, да се споредувам со сите околу мене? Како што ви кажав, ние даваме пример на децата со тоа што го демонстрираме, како се однесуваме спрема другите луѓе. Колку пати се фаќаме дека ако тоа било начинот на кој што се однесуваат родителите, дефинитивно тоа останува како дел од нас во нашите мисли, во нашиот ум, таа ментална енергија и така натаму. Колку често ќе се фатиме како старееме, почнуваме да ги драматизираме истите зборови, мајката што ги зборела или таткото. На ист начин се однесуваме како мајката што се однесувала кај нас. Истите драматизации едноставно како магнетофонска лента. Иако сме тврделе дека никогаш нема да биде на така. Колку поише сме се бореле против мајката и таткото да не станеме така, обично против тоа што се борите, тоа бивате. Така да колку повеќе човек не сака и пружа отпор, толку повеќе се приближува кон тоа нешто и почна да го драматизира. Така да дефинитивно не значи дека не можеме да попримиме убави позитивни карактеристики од родителите, напротив, но за жал некогаш почнуваме да ги примаме и драматизации, така видите некој дете, не знам, 13, 14, 15 години ќе ви каже некој политички став и си викаш кој од родителиве го има тој став. Ама како и да е, она што јас сакам да го кажам на оваа тема е дека не само што добро може и да се споредуваат, мислам дека вистинската среќа во животот не е таму. Поради тоа што секој од нас треба да стреми да биде индивидуа за тоа што таа е. Дел од нашите предавања со наде како да ја најдеме целта во животот на секој еден човек. Ако животот нема цел сам по себе, животот оди, но ние треба да му зададеме цел. Ако не ја најдеме нашата вистинска цел, а тоа е задача на родителите да не ја супресираат и уништат целта која детето има. Треба родителот да го нагледува детето зашто има талент, затоа што ќе има талент таму и животната цел на едно дете. Животната цел е двигателната сила, нешто кое што ќе натера да ги надминеме препреките во животот и нешто кое што без проблем ќе не направи да бидеме одговорни. Гледайте, ако почнуваме да му задаваме и наметнуваме цели на детето кои што се наши цели, нема да биде одговорен за тоа. Секој човек мора да ја одбере сопствената цел, сопствената желба, што тој сака да прави за да биде одговорен. Колку често му наметнуваме на детето работи и сакаме да биде одговорно за тоа, ама он не ја прифатила таа одговорност, не била неговата моќ на избор тоа да го прифати. Така да животната цел на едно дете треба да му помогнеме да ја најде и да му помогнеме да дадеме ветрогрб да ја оствари целта, затоа што тоа е тоа што ќе му даде среќен живот. Така да само уште една секунда се извина, Марија, знам дека е кратко времето, би сакала да додам, значи колку поостварливи и реални цели му поставите на детето, кој што може да ги оствари, тогаш што и својата самодоверба ќе аха, да, ја го постигнав, па ќе оди понатаму и така натаму. Така. Да. Значи многу добри поенти извлековме, ми се чини дека ова на родителите многу ќе им помогне, бидејќи самодовербата е многу важна за идниот успех, за успехот во животот на секој поединец. Апсолутно. Ви благодарам што бевте дел од Нулен Плюс. Се надевам дека ќе се видиме повторно. Благодарам. Тука денеска го заокружуваме изданието кое што беше посветено на градењето на самодовербата кај децата. Се гледаме повторно утре во редовниот термин емисијата од 12 до 12:30, секако во рамки на утринската на Телма. Пријатно.